Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Градскиот парк 5 дена ќе биде центар на винска култура, гастрономија и музика, со учество на бројни македонски винари и богата забавна програма. Градскиот парк во Скопје на препознатливата локација Школка ќе стане центар на винската култура со почетокот на јубилејното 15-то издание на фестивалот Виноскоп 2026. Настанот кој се организира под покровителство на град Скопје ќе трае 5 дена, од 13 до 17 мај. Организаторите најавуваат богата програма исполнета со дегустации, музички настапи, дневни забавни содржини. Официјалното отворање на фестивалот е закажано за среда во 18 часот, кога посетителите ќе можат да започнат со дегустација на вина од бројни македонски винарии и производители на квалитетно домашно вино. На фестивалските штандови ќе бидат представени различни вински сорти и производи со акцент на промоција на македонската винска традиција и потенцијалот на домашното производство. Покрај богатата винска понуда, Виноскоп 2026 ќе понуди разновидна гастрономска содржина со специјалитети кои ќе ја надополнат винската атмосфера. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во музичко-забавна програма со настапи на домашни изведувачи, бендови, диџеи, а годинава фестивалот воведува и тематски музички вечери. Новина во програмата е концертот Блус и вино, дневна музичка програма создадена за љубителите на опуштена атмосфера, квалитетен звук и автентично винско доживување. Според најавената агенда, програмата в среда и четврток ќе започнува од 18 часот. В петок од 17 додека за време на викендот, фестивалските активности ќе траат во текот на целиот ден, почнувајќи од 12 часот. Од град Скопје велат дека преку Виноскоп продолжуваат да ја поддржуваат домашната винска индустрија, да ја промовираат македонската винска традиција и да придонесат кон развојот на винскиот туризам, како значаен потенцијал за локалната економија и културна понуда. Организаторите ги покануваат сите љубители на виното, музиката и добрата дружба да бидат дел од јубилејното издание на фестивалот и да уживаат во 5 дена исполнети со уникатна атмосфера во срцето на Скопје. Со модернизација на системот на улица 9 ќе се подобри водоснабдувањето, ќе се намалат дефектите и ќе се зголеми безбедноста на граѓаните, велат од општина Илинден, каде во соработка со јавното комунално предпријатие Водовод продолжуваат со активности за унапредување на комуналната инфраструктура и модернизација на водоводната мрежа со цел обезбедување поквалитетни услови за живот на жителите на општината. Во рамки на овие активности, градоначалникот Александар Георгиевски изврши увид во градежните работи за реконструкција на водоводната мрежа на улица 9 во населеното место Илинден. Според него станува збор за значаен инфраструктурен проект со кој по повеќе од 4 децении се решаваат проблемите со дел од постојната водоводна мрежа, која не била во функција, како и проблемите со намален притисок во водоснабдувањето, особено во летниот период. Од општината информира дека реконструкцијата опфаќа целосна модернизација на водоводната мрежа во должина од околу 1200 метри. Во рамки на проектот се поставуваат нови современи цевководни решенија, кои треба да обезбедат поголема сигурност, ефикасност и подобра функционалност на системот. Надлежните посочуваат дека при реализација на проектот се користат високо квалитетни материјали и современа опрема, што ги исполнуваат европските стандарди. Со реконструкцијата се очекува значително подобрување на водоснабдувањето во овој дел од општината. Од општина Илинден најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со интензивна реализација на проекти од областа на комуналната и патната инфраструктура, насочени кон создавање современи и подобри услови за живот на сите граѓани. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги повика младите жители на општината да се пријават за субвенции за обука и полагање за возачка дозвола од Б категорија, посочувајќи дека интересот за мерката оваа година е значително поголем. Според Герасимовски, субвенциите представуваат значајна поддршка за младите и нивните семејства, но и придонесуваат кон поголема безбедност во сообраќајот преку соодветна едукација и обука на идните возачи. Ме радува што годинава имаме зголемен интерес за оваа
мерка. Субвенциите не се само олеснување за семејниот буџет, туку и вистински чекор кон поголема безбедност во сообраќајот. Со соодветна обука младите одговорно и совесно ќе седнат зад воланот, вели Герасимовски. Субвенцијата изнесува 10.000 денари, право на аплицирање имаат младите лица родени во 2006, 2007 и 2008 година. Од општината информираат дека годинава е воведено и дополнително олеснување во постапката, со што средствата ќе можат да се исплаќаат и на трансакцијска сметка на родителите, а не само на корисникот како што беше досега. Право на субвенција е еднократно. Заинтересираните кандидати треба да достават барање за субвенција за полагање возачки испит Б категорија во автошколи на подрачјето на општина Центар, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка, доказ за извршена уплата во автошкола, како и доказ дека автошколата е регистрирана на територија на општината. Локалната самоуправа за овој проект оваа година издвоила 2 милиони денари. Јавниот повик ќе трае се до исцрпување на предвидените средства, најдоцна до 31 декември годинава. Барањата се поднесуваат во архивата на општина Центар во барака број 6 секој работен ден од 9 до 15 часот. Градоначалникот на општина Газибава Бобан Стефковски денеска изврши увид во завршните градежни активности за асфалтирање на улицата Палмиро Толјати во населбата Ченто, оценувајќи дека станува збор за еден од најзначајните инфраструктурни проекти за овој дел од општината. Како што истакна Стефковски, улицата со вкупна должина од 2,48 км добива целосно нов и современ изглед, што значително ќе го подобри секојдневното функционирање на жителите кои користат оваа сообраќајница. Вредноста на проектот изнесува 37.743.190 денари, средства обезбедени преку вториот јавен повик на владата. Од општината посочуваат дека овој проект е доказ за успешната соработка меѓу институциите, дека резултатите веќе се видливи на терен. Покрај целосната реконструкција на коловозот, во рамки на проектот се реконструирани сите краци кои припаѓаат на улицата, изградени се нови пешачки патеки со павер елементи долж целата траса. Градоначалникот нагласи дека проектот не представува само реконструкција на улица, туку инвестиција во поквалитетен и побезбеден секојдневен живот. Ова е дел од големиот бран инфраструктурни инвестиции кои ги реализираме, со силна поддршка од владата, порача Стефковски. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски најави иницијатива годинава сите скопски матуранти да имаат заедничка матурска прослава, како дел од пилот проект насочен кон поттикнување на меѓусебната толерантност и заедништво. Како што истакна Георгиевски, идејата е учениците од сите средни училишта во главниот град, без разлика на етничка припадност, вид на образование или социјална категорија, заедно да ја прослават матурата и да создадат заедничко искуство, кое ќе придонесе кон поголемо разбирање и намалување на поделбите меѓу младите. Тој информираше дека град Скопје планира овој проект да го реализира како пилот активност, откако претходно додека бил градоначалник на општина Киселавода организирал слична заедничка полуматурска прослава за учениците од основните училишта. Георгиевски, зборувајќи на настанот за почеток на националниот надпревар на вештини 2026 во организација на Занајчиската комора Скопје, посочи дека проблемите со агресивноста и нетрпеливоста кај младите не се ограничени само на училиштата, туку се присутни во поширокото општество. Според него, за долгорочно решавање на овие предизвици е потребна сеопфатна стратегија, во која ќе бидат вклучени семејствата, наставниците и самите ученици. Додаде дека за време на неговиот мандат во Киселавода била воведена и забрана за користење мобилни телефони во наставата, што според него дало позитивни резултати. Иницијативата за заедничка матура ќе биде дополнително разгледана со директорите на средните училишта, а целта, како што нагласуваат од градот, е создавање поинклузивна и поврзана младинска заедница. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја